Добре дојдовте во Е-училница. Овој видео час е наменет за учениците од второ оделение по предметот математика. На овој час ќе ја работиме содржината определување 1/4 од група, односно од број. Целта е да умеете да наоѓате четвртина од мали групи предмети, односно предмети до 20. Па да започнеме. Како определуваме четвртина од група? Овдека имаме една група од 20 јаболчиња. Тие се правилно подредени во редови и колони. Кога имаме ваква ситуација, односно ваков цртеж, тогаш е лесно да ја определиме четвртината од таа група. Како го правиме тоа? Така што групата ја делиме на половина, потоа ќе ги поделиме и половините на половина и добиваме 1/4. 1/4 од 20 е 5. 1, 2, 3, 4, 5. Значи, со леснотија можеме да определиме четвртина од група која што е правилно подредена, но најчесто во вашите учебници цртежите се представени така што елементите од групите не се правилно подредени и вие тогаш имате проблем да ги поделите со линија, односно со цртеж. Што правиме за да го надминеме овој проблем? Па ќе го примениме делењето. Ние кажавме дека кога определуваме 1/4 од 20, ние всушност бројот 20 го делиме на 4 еднакви дела. Затоа, во овој случај, ќе го примениме делењето. 20 делено на 4. Како решававме? Така што групиравме по 4. Па ајде да ги групираме јаболчињата по 4. Сите јаболчиња ќе ги групираме по 4 и на крај добиените групи ќе ги изброиме. Ги групиравме 1, 2, 3, 4, 5. Значи, 20 делено на 4 е 5. Тоа значи дека 1/4 од 20 е 5. Како да определиме четвртина од група, но без цртеж? Па, со делење на половина, односно со делење на 2. Како тоа го правевме на цртежот? Групата ја делевме на половина и потоа половините уште на половина. Истото тоа ќе го направиме, но сега со математичко пресметување на памет. 1/4 од 16 ќе пресметаме така што? Прво, 16 ќе го поделиме на половини. 1 половина од 16 е 8. Ова би требало да знаете да го направите брзо, затоа што ја учевме таблицата со делење и множење со 2. Го добивме 8, значи добивме половини. Сега треба половината повторно да ја преполовиме, односно да најдеме 1 половина од 8, а тоа е 4. Значи, 1/4 од 16 е 4. Го искористивме преполовувањето за да најдеме четвртини. Уште еден начин за определување четвртини, но овој пат со броење со прсти. Некои од вас ја знаат низата броење по 4. Оние што не ја знаат, со мал труд би можеле да ја научат. Еве ја низата од броење по 4 до 20. Тоа се броевите 4, 8, 12, 16, 20. Како тоа ќе го искористиме за да најдеме 1/4? Еве ја и нашата задача, 1/4 од 16. Како ќе го направиме тоа со помош на прстиња? Со прстињата ќе броиме по 4 се додека не стасаме до 16.
броиме. 4, 8, 12, 16. Колку прстиња се тоа? Тоа се 4 прстиња. Значи, 1/4 од 16 е 4. И уште еден начин како да определиме четвртина од група без цртеж, а тоа е со помош на таблицата. Знаеме дека 1 по 4 е 4. Тоа треба да ни каже дека 4 делено на 4 е 1. Знаеме дека таблицата делење е обратна од таблицата множење, односно операцијата делење е спротивна на операцијата множење. Од ова произлегува дека 1/4 од 4 е 1. Одиме понатаму. Ја знаеме и таблицата со бројот 2. 2 по 4 е 8. Тоа значи дека 8 делено на 4 е 2, а пак тоа значи дека 1/4 од 8 е 2. Ја знаеме и таблицата со 5. 5 по 4 е 20. Тоа значи дека 20 делено на 4 е 5, а од тоа произлегува дека 1/4 од 20 е 5. Што треба ние да научиме уште? Треба да научиме дека 12 делено на 4 е 3 и дека 16 делено на 4 е 4. И со тоа ќе знаеме дека 1/4 од 12 е 3 и 1/4 од 16 е 4. Со малку труд ќе можете и вие напамет да определувате четвртини. Ви посакувам успешна работа.